Продолжува расчистувањето на сливот на река Струмица, која го зафаќа на влизот на населеното место Босилово до мостот кај населеното место Дабиља. Содржана од две фази, која едната беше отстранување на вегетацијата, а втората, која е моменталната фаза, е отстранување на наносите во должина од 2000 метри, објаснува првиот човек на општина Босилово Љупчо Колев. На сите ни е општо познато дека нашиот регион, нашата котлина во минатото често беше подложена на поплави од поголеми размери и затоа некако имавме доста активности на тој план и ние како локални самоуправи, владата на Република Македонија со соодветните министерства и други институции, а тука се вклучија и меѓународните институции. Во моментов сме на делот на река Струмица, кај мостот на влезот во Босилово. Значи, тој дел се работи во моментов. Имаше најпрво прва фаза отстранување на вегетацијата или така наречено молчарење, стручно, како што кажуваат експертите од таа област, а сега имаме и отстранување на наносите. Значи, тоа е една делница од 2000 метри од мостот кај Босилово до мостот кај населеното место Дабиља. Освен оваа активност, општината ги превзема и активностите за расчистување на вегетацијата на река Струмица од Дабиље кон населеното место Сушево. Исто така има активности и низводно, значи од Дабиље кон Сушево. Тука ќе има фаза молчарење, а потоа следува и интервенција на таа е некаде околу 8800 метри и потоа следува интервенција со исто така молчарење, односно отстранување на вегетацијата на делот од мостот на влезот во Босилово до мостот во Смолари. Општина Босилово, искоординирана со останатите локални самоуправи и Дирекцијата за заштита и спасување и Министерството за животна средина во соработка со Швајцарската развојна агенција, ќе продолжат и во иднина да ги намалат ризиците од можни поплави кои ќе им наштетат на граѓаните на ова населено место.